Во март месец годинава Државниот завод за статистика по повод Денот на македонската статистика 1 јуни распиша конкурс за детски ликовни творби на тема Светот низ бројки во ликовни техники и формат акрил или темпера во формат од 40 на 29 см за ученици од 5 до 9 одделение од сите основни училишта во Република Македонија. Битолското Свети Кирил и Методи испратило 12 цртежи и го освои третото место. Нашиот ученик Христијан Кочовски ја освои третата награда во категоријата од 5 и 6 одделение. Понатаму бевме поканети, значи од секој училиште каде што имаше наградени пофалени ученици, беа поканети покрај ученикот и наставникот ментор и директорот од училиштето. Ние присуствувавме на таа завршна манифестација, каде што сите творби беа изложени, наградите беа на еден убав, свечен начин доделени и понатаму ни беа доделени, значи, како што може да видите понатаму, признание, плакета за училиштето, беа доделени монети за наставниците и изработен е каталог со сите творби кои што учествуваа на ликовниот конкурс. Иако Кочовски немал идеја да слика по оваа тема, по сугестија од менторот го изработил цртежот. Јас кога го кажа тоа наставникот за ликовната творба Светот низ бројки, мене чудна ми беше темата и не се пријавив, но наставникот ме праша зошто не се пријавуваш, му реков не ми се допаѓа темата, тој ми рече зошто не ти се допаѓа, ти црташ многу убаво и може да постигнеш голем успех. Добро, му реков, ќе нацртам. Дома кога отидов, истражував, гледав примери и кога дојде татко ми, му кажав јас и тој ми рече можеш да ги нацрташ кон сите континенти со мориња и океани и со нив бројките. Овде како што е на каталогот, морињата и океаните се со бинарниот систем, а пак континентите се со останатите други броеви. Чувството е прекрасно, вели шестооделенецот Кочовски, но не се гледа себе си како ликовен уметник во иднина, туку како информатичар.